на самиот почеток, како и редовно и како и секоја емисија. Овде со мене во студиото е колегата Дејан Андоновиќ, со кого ќе продискутираме сепак за оние најбитни вести кои што го обележуваат денот, но и изминатиот ден. Дејан, добро утро и за тебе. Добро утро до тебе. Што имаме од важните информации кои што можеме да им ги споделиме на нашите гледачи и читатели? Се што се случува во светот и останува повторно околу состојбата во Украина и последиците околу нив, се дава на светските тикери, можеби на почеток на светските тикери, секако е таа посета на Зеленски на Вашингтон, но не само посетата на Вашингтон, туку и средбата со Џозеф Бајден, бидејќи тоа се толкува како една порака и еден сигнал до Русија и Владимир Путин дека Соединетите Американски држави планираат до крај да одат во поддршката на Бајден и на Зеленски и Украина во борбата против Русија. Треба да им врачат системи Патриот, нешто што ја вознемири Русија и руската јавност, бидејќи со тие противракетни системи можат да им парираат на руските противракетни системи, што за Русија представува груб шамар од страна на Вашингтон. Од друга страна, продолжуваат борбите таму во Донецк, околу Донецк и Луганск и Бахмут градот. Таму велат агенциите дека е вистински масакар се случува, каде што двете страни не отстапуваат, нема никакви сигнали за примирие и се оди до крај кој да го освои тој главен стратешки град и покрај тоа што многумина сега се мислат дали уопште вреди тој град толку за толкави човечки губитоци. Од друга страна се уште онаа тензија околу Белорусија, украинците и британците, нивните разузнавачи некакви информации имат, предупредуваат дека Русија планира да тргне од таа страна, да ја нападне Украина од страна на Белорусија и за разлика од почетокот на војната сега вистински да дојде до предградието на Киев. Што им е планот, никој не знае, но едно е сигурно, таму војната е далеку од било какви навестувања за некакви преговори за прекин на огнот. Дејан, во исто време се поправиме доколку грешам, Дмитрий Медведев го посети Пекинг во време кога Зеленски отпадува за Вашингтон. Што ова значи за глобалната... И во време кога, ќе те поправам, и во време кога Кина и Русија имаат заеднички воени маневри. Токму така. Што тоа значи? Тоа се поларизирали дополнително светот. Дефинитивно се поларизира и покрај тоа што за Си Џинпинг велат дека тој не е толку наивен и не е толку под влијание на Путин и може да отстапи се. Ми се чини дека Кина и Москва како две големи светски сили, ајде дал се суперсили или не, тоа не можеме да дебатираме, се обидуваат да бранат истата страна на вистината, нели? Западот има една друга вистина, он има друга, колку и да не се можеби у смисол блиски сојузници, сепак се сојузници. Кина и треба на Русија, Русија и треба на Кина во моментов и ми се чини дека се ова што се случува е буквално одговор кон Западот. Оттаму се чини дека Западот калкулира и не притиска многу, бидејќи стравува од такво некое сојузништво, иако многумина ќе ни кажат, нели, и политичари и аналитичари, тоа нема шанси, кинезите ова, русите она. Сепак се случува на терен, гледаме и конкретни потези и од едната и од другата страна. Види, поддршката не мора да е само војна, поддршката двете држави се прво членки на Совет за безбедност, на Обединените нации. Второ имат јака меѓународна позиција, не мора се со војна да се решава, може нешто и со овие, нели, дипломати, надмудрување. Со блокади, токму така тие. Втора работа, Соединетите Американски држави се со Кина у некаква трговска војна, со Русија во некаква дипломатска војна. И знаеш како, кога двајца ќе ти се соберат, треба од две страни да гледаш да се одбраниш. Така да не знам што ќе биде. Она што мене ме загрижува, повторно ќе кажам, што и по 300 и кусур дена од војната во Украина нема никакво навестување за примирие. Не за прекин на огон. Примири онакво. Еве доаѓаат сега празнициве новогодишни и Божикни ме интересира. Ладното време се тука баш ме интересира дали ќе си пружат рука 2 дена одморат. Пошо ваква војна јас нити по историја, нити ова што од кога сме современици на војниве не се случувало. Кога биле најголемите војни имало некој прекин на огнот,
размена на заробеници, ранети, починати. Сега све опција, само не примери. Така. Дејан, овде би те запрашал за уште едно прашање, бидејќи нели информациите во медиумите 2 дена од прославието нели на освојувањето на светскиот шампион во Аргентина продолжува, меѓутоа сликата тамо што се случува, имаме и жртви нажалост, меѓутоа и реакции на полицијата за сузбивање. Во текот на изминатата вечер имаше жестока акција на полицијата во главниот град на Аргентина, да, таму имаше, знаеш како зошто отиде во таа насока? Сиромашен народ. Аргентина е сиромашна држава и луѓето таму што живеат се многу сиромашни. Повеќе од нас ли се сиромашни? Да, дефинитивно се дури од нас. Ние сме во Европа, знаеш, колку и понекогаш, колку и да се ова оди како што оди, да не го коментирам сега јавно, да не да не го критикувам, сепак ние сме Европа. Ова ипак сепак Европа и потекнуваме од простори на една држава која нешто беше сега, колку и да сака некој да ја заборави. Така. Тоа се сиромашни луѓе таму кои живеат за фудбалот и да колку многу им значи тој трофеј. Зошто им значи? Како гледаш се качуваат на обелиско, односно обелискот кој го викаат обелиско. Едноставно кога има многу сиромашни, кога луѓето живеат за такви некои масовни настани, онда се случуваат и вакви масовни немили работи кои што ја оцрнуваат или даваат некаква црна точка на. Ке те потсетам дека ова кој Бразил го направеше, ќе се случеше исто. Тоа се такви држави, тоа се такви луѓе со темперамент, со социјални класни разлики и мене тоа не ме чуди. Да се надеваме дека ќе се смири ситуацијата. Видовме Тунис што правеа тунишаните или кој беа Мароко, се извинувам, мароканците што правеа кога победија по Париз и Брисел и кога загубија по Париз и Брисел. Сакам да кажам, тоа се сиромашни луѓе кои живеат за фудбал и ете гледаш се може да направат. Сега и богативе прават, да те потсетам, англиските навивачи кои губат и кои добиват исто да го прават, али тоа е филозофија за некој друг твој соговорник. Токму така. Од светските збиднувања, од прилика тоа е за денешните важни теми. Од регионов и од Македонија што може да се прокоментира? За Косово можеме да спомнеме кратко само дека се уште нема, Србија се уште не го доби тоа официјално писмо од КФОР дали ќе направи дозвола да влезат српските војници, но се знае дека нема да дадат дозвола, бидејќи КФОР веќе вчера излезе со соопштение дека ги има сите капацитети да спроведе мир и безбедност за сите граѓани, па дури за српските на Косово, што е само еден сигнал за Вучич и Белград дека не може се надеваат на таа карта да игра дека српска војска ќе се врати на Косово. Србите таму се на барикади и веројатно сега се бара некој дипломатски начин како да им се соопшти дека нема да влезе српската војска, пошто се очекува дека таквата информација дополнително може да ги подигне тензиите кои и така се големи. Од друга страна Приштина не попушта се уште апси луѓе за кои сметат дека го нарушиле мирот и безбедноста и државниот поредок во Косово, а тоа се Срби. Кај нашиот северен сосед. Така да и уште кратко уште едно прашање, ако може. Денеска во собранието се очекува и годишното обраќање на председателот Стево Пендаровски. Форма една, ми се чини тоа. Кои се твоите размислувања? Што мислиш, што ќе порача оваа година председателот, ако имаме во предвид дека се соочуваме со економска криза, се соочуваме со проблеми во судството, во правосудството, граѓаните ги тресе инфлацијата која што е можеби повеќе од 30%. Што може да порача денеска председател? Вака иде редоследот. Прво се осврнуваат колку било тешко, па онда колку сега е тешко, па после се осврнуваат колку иако е тешко, ние сепак нешто сме направиле. Тоа е четвртата и четвртата е како ќе биде следна година болја од оваа година. И тоа сега година го слушаме. Дали е тоа овој председател, оној председател, оној премиер. Состојбата во светот е таква како што е. Македонија и без таа состојба во светот е таква како што е. Така да само здравје да имаме, па ова другово, за жал,
Не можеме, освен зборови празни, ништо друго нема да чуеме. Ова не е критика до институциите, председател, премиер и останалото, туку генерално на прашањето што да очекувам, па ништо, веројатно само пратениците ќе му го слушаат говорат, бидејќи тој говор го слушаме 30 кусур години. Да се надеваме дека нешто ќе порача председателот, од што ќе произлезе било каков некој чекор за подобрување на состојбите на граѓаните. Не гледам граѓани. што ќе порачат, нешто што ние веќе не знаеме, туку остај пораки да има на дело што можеме да направиме. Токму така. Дејан, овде би сакал накратко уште некоја минутка до две да го прокоментираме денешното издание на Слободен печат. Кои се, нели, актуелностите и новостите кои што ги носи печатеното издание на Слободен печат за четврток? Од она што можеме да увидиме дека на насловната страна ги преовладува онаа тема која што пред малку споменавме, а тоа е, нели, судството, проблемите и во правосудството. Предлозите за ветингот, нели, за реизбор се само игра за политичарите. Сите предлози кои што се даваат изминатиот период допрва ќе бидат ставени на маса во однос на тоа што е најдобро за да се преземе како мерка со цел, нели, да се подобри случувањата во судството. Во пресрет на новогодишните, нели, празници се предупредуваат и граѓаните, меѓутоа и оние најмладите да се воздржат од пукање на оние пиротехнички средства, петардите повторно ќе минираат прославата. Од натрешните страници можеме да го издвоиме и разговорот на нашата колешка Марина Дамчевска со првиот човек на Алијансата на албанците, Арбен Таравари, каде што во текстот се говори, нели, за кои се плановите на Алијансата во однос на приклучување на владата и евентуални предвремени избори. Интересно е исто така во делото до актуелностите се случувањата околу проблемите, Дејан, нели, во учебниците. Оние информации кои што нашите деца или помладите или учениците ги читаат секојдневно се скандалозни, како да ги наречеме тие? Погрешни, ајде, скандалозни, тежок збор, ама погрешни се ги учат децата на погрешни историски факти. Па вети министерот вчера дека до почетокот на второ полугодие ќе биде заменет учебникот. Да се надеваме дека ја не знам како немавме учебници до пред некој како месец. поминал, кажи ми. Ајде, мене тоа ме интересира, ајде, тоа ми е прашањето, како рецензијата. Па не ја правеле учебникот по историја, не го правеле кондураджи, го правеле луѓе од фелата. Како тоа поминало, не знам. Мене ми е сето тоа многу чудно. Тоа се некои грешки, некои автоголови кои е срамото 21 век уопште да доаѓаме до таква ситуација. Јас се сеќавам и у минатото имаше такви грешни учебници. И моите деца кога учеа, пошто у школа кога да ги гледав што ги учат со некои погрешни, можеби, историски или општествени факти, пошто ние сепак сме образовани, новинари сме, така да мене не е јасно како може такви автоголови да се дадат и како може уште да го разлекуваат во јавноста тоа. Тоа требаше одма да го прекине, да се препечати, да се смени, одговорните да бидат санкционирани и да се оди понатаму. Оние разлекува работава, ја не знам, до полугодие, сега ги име до која ќе биде. Туку дали ти примети вчера дека немаше бомби? Или ја можеби не... Да не ги провикувам или да не ги провикуваме, веројатно. Нели веста е дека немаше дојава... Токму така, изминатиот ден помина незабележителни информации дека некаде во некоја... Никаде во институција или било што... Дури ни во регионот, пошто ги следам и ми се чини дека тоа е главната вест што е позитивна. Да се надеваме дека така и ќе остане и дека сите, нели, овие закадни, хибридни, како и да ги наречеме, дека во иднина ќе се отрнат од секојдневието на граѓаните. Дејан, овде кратко би сакал да ти се заблагодарам за твоето присуство, нели, утринско во емисијата, а на гледачите да им порачам да останат со емисијата, дека по краткиот джингл и рекламите следува и нашиот прв гостин во студиото, а тоа е градоначалникот на општина Центар, со кого ќе поразговараме и за некои од актуелностите, но и проблемите кои што ги мачат граѓаните на оваа општина.